Селата во Македонија. Цветово. Селото Цветово се наоѓа во областа Торбешија. Поточно, Цветово се наоѓа во југозападниот дел на Скопската котлина, во горното сливно подрачје на Маркова река, во рамките на територијата на општина Студеничани. Расположено е на падината на Мокра планина, во изворишниот дел на потокот Цветовска река, која како десна притока на Маркова река се влева во неа непосредно во Марковиот манастир. Селото Цветово е сместено во мало седло, веднаш под самиот врв наречен Пијанче, на 1170 метри надморска висина, на огранката на Караџица и масивот Мокра, кој се нарекува Темна бука. Цветово е видливо и се гледа директно во права линија од крстот на врвот на Водно. Според ваквата местоположба, селото е планинско на надморска височина од 820 метри. Од градот Скопје е оддалечено 33 километри. Името на селото Цветово е потекло и значење на македонски јазик, кој е мајчин и говорен јазик на жителите на селото. На името Цветово соодветствува и самата природа на околината, која има изобилство на цветни ливади исполнета со најразновидни планински цвеќиња и цветни растенија. Сепак, постојат и неколку народни преданија, кои се поврзуваат со лични имиња и историскиот период, кога во селото живееле христијани. Едно народно предание за настанокот на името забележал Скок, во кое се вели дека во овој крај во дамнешното минато живееле тројца браќа Будим, Умар и Цветан, кои се населиле и ги основале селата Будилово на атарот на Умово, Умово и Цветово, кое настанало од името на Цветан. Јован Трифуновски забележал две верзии на народно предание поврзано со настанокот на името Цветово. Според едната, која му ја кажале местни жители на селото, таму некогаш живеела некоја жена по име Цвета, од која останало името на селото. Во другата верзија која ја слушнал, во блиското село Добри Дол, наведува дека Цвета, според која селото го добило името, останала како единствен жител на селото, откако турците ги истерале останатите селани, христијаните. Според составот на селскиот атар, Цветово има мешовита земјоделска функција. Земјоделството е главната стопанска гранка од која се издржува населението, но поради не многу поволните услови за негов развој, значаен број на жители се занимава и со разни други дејности надвор од селото во градот Скопје и странство. Од скромните услови за пољоделство најмногу се одгледува грав со добар квалитет, потоа тутун, кромит и многу малку срни планински жита. Поради поволните услови, во поголема мерка е развиено сточарството, односно одгледувањето крупен добиток, како крави, телиња, волови, коњи и магариња, за кои има бројни поила и штали на падините, северно и јужно од селото. Застапено е и овчарството, за кое во летниот период селани од Цветово имаат бачила на местностите Празни Торба, Бегово поле и Салакова планина. Главни мајстори за правење на сирење и преработка на млекото, бачови на нивните бачила, се постари македонци христијани од соседните блиски села на јужната падина на Водно, Добридол, Сопиште, Ракотинци и Долно и Горно Соње, кои во минатото имале свој заеднички бачила на овие места. Поради поволните услови, Цветово е едно од неколкуте познати скопски села од овој крај, кои се големи производители на јагоди, а значаен дел од жителите се занимаваат и со собирање на шумски плодови како капини, малини, шипинки
и дренки, кои заедно со гравот се продаваат на познати купувачи или на зелениот пазар во Скопје. Густите букови и дабови шуми на атарот, јужно од селото кој се протега на падините на пределите Темна бука, Празни торба, во поречието на Кадина река, на Караџица, нудат услови дел од населението да се занимава и со шумарство и сеча на огревно дрво. Значаен дел од жителите се занимаваат и со други занаети, како градежништво, плочкарство, зидарство, санитарија и трговија во градот Скопје, околните поголеми села и странство, пред се во Западна Европа. Во селото се наоѓа селската џамија, а во близина е Цветовска река. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 809 жители,